30 декември, ден пред новата година. Еуфоријата е насекаде, а исто така и во нашето студио. Па затоа на последната емисија на Утрински зрак во оваа година од редакцијата на К1 телевизија одлучивме да правиме нешто поразлично, поеуфорично за нашите гледачи и да ставиме музиката во преден план. Па затоа во нашето студио денешен гостин е Катерина Брезева од белешката група Соната. Добро утро и добро ни дојде во нашето студио. Добро утро, благодарам за поканата, навистина голема чест што токму на себе наодбравте за да ја реализираме заедно ова ваша последна утринска емисија за 2016 година. Бидејќи сте повтор пат наш гостин, се надевам дека се чувствувате пријатно. Пријатно, да, како и секогаш, добро пречекани, благодарам. Многу од гледачите знаат сушност која е музичката група Соната. Еве најнапред, пред да ја слушнеме вашата најнова песна, со оглед на тоа што уште само еден ден не дели до новата година, вие како задолжени за расположението и забавата на луѓето, каде ќе биде утре вечер, поточно на која локација ќе ги забавувате вашите гости? Така, оваа година на домашен терен со нашите сограѓани, значи во град Велес, во хотелот Гарденија. Така да сите оние кои што се уште немаат одлучено каде би можеле да повелат да дојдат заедно да ја испратиме 2016-та, да дочекаме уште повесело 2017 година. Како што веќе спомнав и од кога кажавте каде ќе бидете за новата година, во ова издание ќе им понудиме на нашите гледачи малку повеќе музички парчиња од вас, па можеме да слушнеме во продолжение и вашата најнова песна. Sestro mila, ti mesečino, ќе te прашам, кажи искрено, кој ми љубов ноќва успива, среќен ли е или тагува, крај неа. Сака никој друг да покрива. Одамна сонцето џабе грее, без него овде топло не, нема да биде дури сонува. Крај неа, крај неа. Sestro mila, ti mesečino, samo noćva sveti najsilno, pokraj neja da ne zaspije, neka patot mi go donese, kraj mene, kraj mene.
Ете, ја слушнавме и најновата песна на Соната, сега ќе продолжиме со разговорот. Покрај новогодишната ноќ во новата година во месец јануари. Имаме доста празници, па еве и за тоа да разговараме малку каде вие ќе настапувате во месец јануари, бидејќи овој месец е исто така и месец на прослави. Веројатно вашиот работен календар е веќе полн. Еве вака на гледачите малце повеќе да им објасни. Така, околу празниците, значи, повторно стануваме во хотел Гарденија. Значи, за 2 јануари, односно втора вечер, сме повторно таму и дочекот на старата нова година на Василица сме таму. Останатиот дел се оние домашни, приватни свадбени веселби. Точно. Да. Оваа година за вас беше навистина плодна, снимивте неколку песни, снимивте неколку видеоспотови. Так. Може да ни кажете нешто повеќе околу тоа и колку вие сте задоволни од вашиот финален продукт? Па со оглед на ситуацијата која што во моментов и се случува на македонската музика, задоволни сме, навистина доста сработивме ова измината година. Снимавме 3 видеозаписи, 3 нови песни, настапивме на фестивали. Навистина имавме успешна награди, значи добивме на тие фестивали. Имавме, можем да кажем, успешна година. Значи снимавме, ми се исполни и ова година и мојата желба да снимам забавна музика, забавна песна. Значи, така, мислам дека навистина имавме успешна измината година. Тука можеме и да споменеме и во чија продукција се овие забавни песни, односно со кој соработувавте вие за снимање на овие најнови песни? Така, првично песната која што пред малку ја слушнавме, Месечина, беше во соработка со Јован Јованов. Сосема случајно излезе таа соработка, значи бевме кај него во студио, снимавме една народна песна, тој ме слушна и ми рече дека би можела нешто да направи, затоа што мислеше дека добро би ми легнало и забавната музика. Очигледно ме прочита што сакам. По неколку дена само се јави и рече имам песна за тебе. Отидовме во Скопје, снимавме Месечина и морам да кажем дека сите овие песни кои што денес ќе ги слушнеме се субвенционирани од владата на Република Македонија. Така да ја дадовме на конкурс песната помина со сите поени, значи ја примија навистина и во најбрз можен рок се снимаше и видеозапис. Истиот беше сниман во хотелот Гарденија, тука во Велес. Па чинам дека и сите песни кои што денес ќе ги слушнеме се видеозаписите снимани во Велес. Некако навистина многу си го сакаме нашиот град и мислам дека имаме преубави места кои што не се многу експонирани и мислевме дека доволно ги искористивме за снимање на овие видеозаписи. Точно. Она што во ова 2016 година ве направи попрепознатливи е тоа што покрај онаа народната традиционална музика, вие ја групата Соната премина во нешто поразлично, а тоа е во забавната музика. Како се одлучивте вие за овој чекор? Еве, нели нешто продискутиравме, Да. но нешто повеќе да ни објасните? Тоа е желба која што стои уште многу одамна. Значи сите оние кои што биле присутни на нашите живи свирки знаат дека подеднакво исто ја негуваме како народната, така и забавната музика. Посебно јас навистина многу ја сакам. И идејата стоеше уште многу одамна, меѓутоа требало сега да се случи. Дојде нели во соработка со Јован Јованов и понатаму исто снимавме уште една забавна, која што е баш забавна песна, многу поразличен стил, соработка со нашиот млад талентиран сограѓанин Темелко Андреев. Значи тој ми се јави, ми рече имам една песничка, баш стилот на Адел, ја слушнав, навистина многу ми се допадна и ете ја снимавме, видеозапис направивме навистина и мислам дека имаше многу голем успех таа песна, затоа што веќе почнуваат и да ја бараат како прва песна на свадбените веселби. Всушност тоа и беше идејата да се создаде музичка песна со која што би можело да го одиграат првиот танц брачниот пар кој што заплувува новиот живот, да речем. Тоа е навистина и голем успех. Да, навистина прекрасен текст кој што допира, многу допира и гледам дека веќе се бара песната. Да. Тоа е навистина успех. Колку вие сте задоволни од оваа промена, нели, со оглед на тоа што ете народната музика не ја изоставивте, но сепак продолживте да снимате и забавна содржина? Така, навистина ова забавна
овие забавни песни ги снимавме чисто за наше задоволство и инаку сепак остануваме во народната музика затоа што таа е некако нешто што го негуваме од мали нозе. Ја сакам забавната музика, меѓутоа народна музика, зборувам за традиционална наша македонска музика кога пеам, така некако посебно ме исполнува, така што подеднакво ја негувам и народната и забавната музика. Кога сме веќе кај народната музика, јас сега предлагам да слушнеме нешто од народниот дел на групата Соната, поточно ќе ја слушнеме песната Проклета тугина. За оваа песна е добро да потенцираме дека е една од субвенционираните песни од страна на Министерството за култура. Што мислите за ваквото субвенционирање од страна на Министерството? Да поразговараме малку на таа тема. Така, одлична идеја. Значи, многу голема помош за нас пејачите, затоа што се снимаат песни, се прават високобуџетни спотови, кои што не секој може да си ги дозволи да ги снима, навистина. Меѓутоа, апелирам само се убаво тоа, значи снимаме, меѓутоа мислам дека само повеќе треба да се промовираат тие песни. Можеби фали во оваа наша Македонија еден музички канал кај што би можеле сите, значи нашата публика да види кој што сработил.
Значи многу често затоа што знаат луѓето да кажат дека порано имало многу убава музика, сега нема. Јас гарантирам дека сега има уште поубава музика, меѓутоа народот нема прилика и нема можност да ја слушне таа музика. Дали вие со ова сметате дека тоа би било подобрување на квалитетот на песните? Па да, значи првично додека не дојде забраната за македонската музика, песните постојано се вртеа, значи на македонската телевизија и веќе имаше, штом веќе луѓето те гледаат и ја знаат песната, значи веќе има фидбек, можем да кажем. Меѓутоа, со забраната, јас се надевам дека и верувам дека сега доаѓаат подобри времења, како за музиката, така и за се останато. Точно. Кога ќе направите некоја споредба, односно компарација помеѓу народната и забавната музика, што најчесто слушателите сакаат да слушаат? Каков вид на музика? Која е реакцијата нели на народната, а која е реакцијата на забавната музика? Зависно од публиката која што во моментот ја имаш. Не можам да кажам, меѓутоа навистина ме радува што во последно време се повеќе младата популација ја сака народната музика. Значи, благодарение на многу од нашите изведувачи, забавни изведувачи, ги врати, почнувајќи од Тоше, значи ја врати и мислам дека тој е тој најглавниот виновник кој што ја врати македонската народна музика кај младата популација. Ете со Next Time ја излези Ѓурѓо, навистина прекрасни песни кои што порано не сме ги пееле, меѓутоа благодарението на тие изведувачи сега повторно се бараат. Повторно ќе кажам, че се зависно од публиката каква е. Исто и забавната музика, меѓутоа ме радува што многу се бара македонска музика. Тоа е тоа што верувам дека сите нас како пејачи и изведувачи најмногу задоволство ни причинува кога некој ќе побара македонска музика. Значи покрај публиката исто така и поводот е битен зашто се тие. Па така, најважно од се поводот, да. Каква музика, дали забавна или народна? Така. Знаеме дека за да се постигне огромен успех треба многу напорна работа. Ете, да ни кажете колку време вас ви е потребно за вие да се спремите за вака да звучите волку добро? Па знаете како, се е навик. Можеби на почетокот ни требаше повеќе време, меѓутоа сега континуирано имаш работа, имаш свирки, така да не е потребно многу време. Ако зборуваме за музичкиот дел, значи не е потребно. Повеќе време можеби ми одзема јас како девојка да се спремам, а инаку околу музичкиот дел тоа е тоа. Се разбира, значи во текот на неделата проби, доколку нели има нови песни, мораме да пратиме се што е ново, новитет, да се учи, да се спрема, меѓутоа на свирка се поставуваме и почнуваме да свириме, да пееме. Ништо посебно. Точно. Па јас сега предлагам да слушнеме уште една песна од групата Соната. Sama pod ova nebo
Ја слушнавме песната Љубов ко во бајките од музичката група Соната, а сега ние продолжуваме со нашиот разговор. Вас ве има насекаде низ целата Македонија, односно вие настапувате во целата наша земја, а најчесто во Скопје. Вашата публика е многу бројна. Покрај во Македонија ве препознаваат и во странство. Каде вие најчесто настапувате освен во Македонија? Дали имате некаде настапување? Па многу одамна бевме во Германија, меѓутоа за жал никако во последно време не можеме да заминеме надвор од нашите граници, затоа што нашата работа се договара многу однапред. Значи неколку месеци, па некогаш и до година дена, значи имаме закажано свирки, така да кога и да се јавате, еве сега, може би имаме понуда за постите, меѓутоа ништо не знам, нема ништо за сигурно, така да ако сме слободни, може да отпатуваме негде и подалеку. Каде еве најчесто настапувате низ Македонија, освен во Скопје, како што споменав? Па така, в Скопје најчесто, меѓутоа ме радува што во последно време навистина патуваме секаде. Штип, Струмица, Битола. Навистина мислам дека тоа е голем успех за група која што за се грижи сама и се трудиме, значи се трудиме колку можеме, меѓутоа се е плюс реклама, значи секој настап во друг град ти е реклама плюс. Така да се јавуваат од сите градови низ целата Македонија. Значи вие ќе ве препознаваат од целата Македонија и сегде ве викаат. Па така, со оглед на тоа што веќе постоиме 16 години, така да мислам дека доволно време за да не запознаат гледачите. Соната исто така настапува и по познатите македонски фестивали. Каде се имате настапувано, на кои фестивали, дали во иднина или планирате да учествувате? Па, Соната важи и за фестивалска група, морам да кажам. Јас, па и колегите, многу ги сакаме фестивалите и секоја можна прилика кога сме слободни, а има некој фестивал, ние обавезно настапуваме. Валандово, Гоцефест, Цветници на наше огромно задоволство, Охридфест, значи сите фестивали кои што се реализирани во Македонија, сите имаме настапувано, имаме земано доста награди, меѓу кои најдрага ни е на Цветници 2015 година, второто место за песната Пустина, навистина изненадување беше, меѓутоа ја земавме втората награда. Ова изминатава година на Гоцефест земавме втора награда, на Охридфест прва награда. Навистина, затоа спомнав во почетокот дека имавме навистина успешна година. Точно, токму тоа ми беше следното прашање, кој од настапите вие, односно кој од фестивалите ќе го издвоите како најдобар и која награда ви е вас најмила што досега имате добиено? Така, награди, верувам сите кога одиме на фестивали, велиме дека не ни се битни наградите, меѓутоа лажеме. Многу се драги наградите, значи затоа одиме. Секој оди за да победи, да видам реална. Одиме, пред се дружиме, меѓутоа и кога твојата работа ќе се закиди со една убава награда, навистина е големо задоволство. Така, неисплатливо можеби, меѓутоа задоволството за свој кейс, за својата душа е навистина голема. Кога ќе те наградат? Да постигнеш таков успех? Да, плод на една голема љубов кон да, инаку удружењето на фестивалите на после фестивалот навистина е прекрасно, затоа што веќе само таму имаме можност да се дружиме сите колеги заедно. Порано имаше, се снимаа многу емисии, така да имавме можност многу често да се дружиме со колегите. Меѓутоа сега како минат годините, останува само на фестивал да се видиме со колеги и да се дружиме. Кој е вашето мислење околу прашањето што недостасува на македонската естрада, односно дали се тоа некои нови музички продукции, некои нови смерови во музиката, некои нови стилови, што мислите вие? Така. Музика има квалитетна, како што кажав, меѓутоа недостасува музички канал. Еве да ги споменеме соседите. Значи, музички канал недостасува, кај што постојано 24 часа мислам дека ќе се емитува македонска музика, меѓутоа мора да има комисија и пред таа комисија да има критериум и мора пред таа комисија добро да поминат сите музички numери, сите пејачи. Значи не може по било која цена јас како пејач да платам и мене да ме вртат. Значи мислам дека тоа потхитно треба да се забрани. Мора да има критериум. Истото се случува и со фестивалите. Значи на фестивал, првично се сеќавам како дете на првиот Валандово кога настапував, отидовме во македонска телевизија
Влеков во студио и јас бев многу мала. И сега ме викаат, значи девојче нема разочарување тука. Сега вика микрофонот или те сака или не те сака. Значи одиш на аудиција, ставаш слушалки, почнуваш да пееш и не можеше секој да пее. И навистина тоа е првично кога настапив, значи на првиот во Ландова. Мислам дека тоа сега недостасува. Мора да има музички канал, меѓутоа да има музички канал кој што ќе ги бира пеачите и ќе ги бира песните. И само така ќе имаме квалитетна македонска музика. Затоа што се презентира се и се што на македонските телевизии и народот има лоша представа за народната музика. Многу често, навистина и тоа многу боли кога ќе ти кажа дека народната музика е селјачка музика. Воопшто мислам дека не е селјачка. Меѓутоа и луѓето не ги обвинувам, значи не ги обвинувам затоа што им се презентира се и се што на телевизиите. Посебно на младите. Да, посебно на младите. Што не знаат да негуваат таа традиција на македонска народна. Навистина ми пречат и преработките на македонските народни песни, кои што не може било како да се преработат. Значи таа мелодијата е таа и мора да остане, да се преработи, да се отпее, како што се отпеала некогаш, а не со нови аранжмани, нови ритмови. Навистина мислам дека се расипува тука македонската музика. И да се приближуваме и кон крајот на нашиот разговор, па кои се и плановите во иднина на групата Соната? Така, значи веќе треба да се снимаат 2 спота. Значи Судбо света, тоа е песна на Ѓорги Крстевски, исто субвенционирана, таа е веќе примена песна. Песната е снимена, само треба видеозаписот да се снима. И пред токму 2 дена, исто со Ѓорги Крстевски, снимавме уште една песна. Песната се вика Либе. Навистина многу интересна песна. Ми ја понуди, така веднаш ја прифатив, наистина многу интересна песна. Таа, значи, веќе е снимана и за истата треба да се снима видеозапис, меѓутоа тоа наредната година и сега веќе во февруари е договорен настапот на Гоцефест, на фестивалот. И морам да кажам дека имаме песна и за Цветници, кој што ќе се одржи во април месец и тоа е тоа што сега за сигурно знаеме дека таму ќе настапиме. А сега пред да завршиме со разговорот, предлагам да слушнеме уште една песна од групата Соната. Како изгреи сонце да ме разбуди твојата насмевка со твојата добрина, испиши моја судбина. Дали тебе ти гори в градите, љубов што 2 срца спои, низ бури ќе стои и вечно ќе остане. Вечна љубов ветува, викам да, за секогаш звезди на небо за нас треперат, дур оган ми гори во срцата. Твоја сум за секогаш.
Ете, ја слушнавме песната Ти ветувам љубов од групата Соната. Јас ви благодарам премногу што ја прифативте нашата понуда да бидете дел од студиото на К1 телевизија. Еве како за последна утринска емисија во оваа година. Се надевам дека ќе имате, најпрво ќе ви посакам среќна нова година и сите божигни празници. Се надевам дека ќе ги реализирате сите активности во иднина и на вашите планови. Ви благодарам вас на поканата. Навистина, секогаш кога и да ни се јавите, со задоволство ќе доаѓаме кај ве, затоа што ве пратам постојано, морам да кажам, затоа што негувате македонска музика. Постојано пуштате спотчиња и навистина ви посакувам да траете уште многу. А на сите гледачи им посакувам среќни новогодишни и божигни празници. Посакувам среќна и берикетна нова 2017 година. Се надевам дека ќе оствариме уште една средба во иднина. Секако. А сега предлагам да ги проследиме рекламите и се враќаме назад во студио.